Поштувани представници на медиумите, поштувани граѓани. Куманово има 3 потврдени случаи кои што се позитивни на тестот на COVID-19. За жал, еден со смртни последици. Согласно информациите кои што ги добивме од Централниот кризен штаб, сакам најпрвин да искажам длабоко сочувство до семејството на веќе починатата наша сограѓанка, а воедно и да посакам успешно лекување на членот на нивното семејство, како и на сограѓанката која што е исто така инфицирана од коронавирусот. Нашата општина се соочувала во својата историја со големи проблеми и кумановчаните секогаш знаеле да изнајдат и да го најдат вистинското решение и да се справат со тие проблеми. Ви уверувам дека заедно ќе го надминеме и овој голем проблем кој што нема само општински, локални, регионални, државни, туку светски рамки. Заедно мораме да се избориме против короната. Општинскиот штаб за заштита и спасување заседава секојдневно и презема мерки и конкретни действија. И ние сме силно убедени дека заедно можеме да победиме. Согласно денесечниот 6-ти поред состанок на Општинскиот кризен штаб, донесовме повеќе одлуки за превземање на дополнителни мерки и дадовме поголем број на препораки до владата, како и надлежните државни органи за делување. На локално ниво, јавните предпријатија Куманово паркинг ќе престанат со вршење на својата основна дејност и веќе од утре нема услуга за паркирање и вработените во јавното предпријатие ќе се стават во функција на методата која што ја спроведуваме за дезинфекција со јавно предпријатие Чистота и зеленило, за да го покачиме човечкиот капацитет. Воедно, јавното предпријатие Пазаришта Куманово од утре има обврска да ги затвори второто и третото ниво на градскиот пазар, каде што се продаваат текстил и други производи, и да останат функционални и во функција само зелените пазари за продажба на храна и други прехранени производи. Остатокот од човечкиот потенцијал во ова предпријатие исто така ќе се стави во функција на дезинфекцијата која што ја работиме 24 часа постојано. Вработените во јавното предпријатие Водовод, сите оние кои што не се ангажирани во функција на непречено работење на јавното предпријатие за водоснабдување, ќе бидат ставени во функција на дезинфекцијата во градот. Јавното предпријатие Чистота и зеленило ги засили своите капацитети и можности за дезинфекција и ќе продолжиме со непречена дезинфекција да опфатиме што поширок простор и што поголема површина територијата на градот и на тој начин да превенираме за ширење на коронавирусот во нашиот град. Воедно на Општинскиот штаб за заштита и спасување ги донесовме и следниве препораки во владата. Бараме од владата да воведе посебен режим за општина Куманово. Да се зголеми тајмингот на полицискиот час од 18 часот до 6 часот сабајле. Воедно да се постават контролни пунктови на територија на градот и да имаме контролиран влез и излез во градот, на кои што контролни пунктови на сите влезови и излези во градот ќе се врши дополнителна дезинфекција. Исто така, бараме и од Централниот државен штаб за справување со оваа криза постојана координација и навремено споделување на сите информации во однос на сите настанати состојби на територија на општина Куманово, како би можеле дополнително како општински штаб да координираме со активностите.
Почитувани сограѓани, клучот е во нас. Секој оној од нас кој што ќе остане во самоизолација, во овие моменти ќе даде несебичен допринос за борба против коронавирусот. Вие ќе бидете херои доколку го почитувате редот и дисциплината. Не излегувајте од дома. Бидете во овие тешки моменти со вашите семејства, во ваше обкружување. Не примајте посети. Немојте да се групирате. Доколку дојде до моменти на одредено сомнение за одреден член на вашето семејство, дека покажува одредени индиции на покачена температура, кашлање или други појави, обратете се на вашиот матичен лекар и контактирајте со надлежните во јавното здравство. Ова е единствениот начин како можеме да го победиме заеднички вирусот. Во спротивно, ќе дозволиме истиот да се шири и да патува од еден до друг. Ние како општина ќе продолжиме со масовни дезинфекции на сите оние локации, каде што, за кои што имаме добиено информација од Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи, за лица кои што се ставени во домашна изолација, и сите тие домови во нивната непосредна близина ќе бидат дезинфицирани до крај. Излегувајте од дома за набавка на најнеопходното, а тоа е храната и потребите за вашето секојдневие. Правете го тоа организирано и немојте да се движите во групи. Целта е една, да го изолираме вирусот, бидејќи тој е веќе присутен помеѓу нас. Од утре општината ќе воведе и дежурен телефонски број, на кој што покрај во Министерството, тоест во здравствените институции, ќе можете да се јавувате, да контактирате и да пријавувате сомнителни случаи во рамки на вашето семејство, како би можело да има интензивна координација за да се изнајде начин да се помогне на секој човек повеќе. Почитувани, ве молам на разбирање. Нашите капацитети се ограничени, но се сосема доволни да се бориме заедно со оваа појава на светско ниво. Ги користиме сите искуства и пракси од соседството и пошироко. Работиме согласно координацијата која што ја добиваме од владата. Но сепак клучот е во секој од нас. Останете дома. Ви благодарам на разбирањето и посакувам здравие, среќа и успех на сите. Благодарам. Повелете. Имаше многу реакции на социјалните мрежи дека Куманово, како град со многу чевларски и текстилни компании, се локации кои што може да бидат потенцијално опасни за ширење на вирусот, бидејќи во нив работат